Најнова шпекулација за тоа како избегал Груевски, сега се тврди дека со двокрилет за комарци од Стенковец отишол до Драч, а оттаму со дрон до Предаја не јадел десетка со кајмак, а оттаму со најнов руски модел на дипломатски параглайдер кој што порано го возел Путин, се вратил назад во Скопје, па заминал за Букурешт. Мислиш на Будимпешта? Затоа што Букурешт е главен град на Молдавија. Више не знам што да мислам. Ајде читај нешто друго. А сега да видиме на која популарна поговорка ќе ја провериме точноста во емисијата за верификација на факти. Ултра смешната и популарна Макбастерс. Народот е мудар, рече самиот народ. Сомневај се во се, од друга страна рече Рене Декарт. Гледајќи го изборот на политичари кој го прави народот, човек не може да не се посомнева во вистините кои ги кажува истиот. Тој човек не е Рене Декарт, туку професор Војдан Марковски или Макбастер. Многу народни поговорки се пренесуваат од колено на колено, исто како КПВ. Но дали се точни, останува да видиме. Мирче од Визбегово би сакал да знае за народната поговорка, која е тесно поврзана со економскиот статус на поединецот во општеството и за неговата куповна моќ и за тоа колку пати треба да плати за да го добие посакуваниот производ. Станува збор за народната поговорка. Сиромавиот секогаш два пати плаќа, но бидејќи ние не сме сиромаси, тука е нашиот волонтер Трајче. 75 денари, господине. Јас платив веќе. Ама, еднаш платив. Ајде ти се молам. Оваа народна поговорка е повеќе од точна.